Добре дојдовте во 360 степени од зградата на Собранието. Во ова издание на емисијата гостува председателот Африм Гаши, со кого ќе разговараме на серија теми од јавен интерес, од актуелните иницијативи за интерпелација на членови на Судскиот совет и за разрешување на државниот јавен обвинител преку предлог составот на Советот на Агенцијата за медиуми, европските интеграции на земјава, локалните избори и други прашања. Господине Гаши, благодарам што сте дел од 360 степени. Јас ви благодарам за можноста да ви се обратам на вас и вашите гледачи. Последен пат во нашата емисија бевте по изборите, а пред конституирањето практично на власта. Разговаравме и тогаш за дел од овие теми. Вечерва е добра шанса да видиме до каде се стигнати работите. Моето прво прашање би било, според вас, какво значење имаат за Македонија очигледните разлики кои што се појавуваат меѓу новата американска администрација и Европа за важни теми и вредносни прашања на кои еве сведочиме во изминатите денови? Навистина, светот влегува во една многу динамична фаза, каде еден меѓународен систем на односи помеѓу државите беше воспоставен долго време и сега полека добива друг лик тој систем воспоставен. Сите сме сведоци за последните настани откако председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп стапна на председателското столче и сите најави кои се дадени по однос на менување на надворешната политика. Што се однесува до нашата држава и нашиот став, јас мислам дека ние многу умешно и паметно во 90-тите години сме определиле јасно и точно која е нашата цел, каде се нашите стратешки цели и дека нашиот од кон развивање на државата и вклучување во меѓународните односи ќе се одвива преку Брисел и Вашингтон. Значи, таа евроатлантска оска помеѓу НАТО и Европската Унија представени, олицотворени во Вашингтон и Брисел. По овие нови настани, јас мислам дека нашите пријатели нема да не стават во ситуација ние да избираме. И јас мислам дека ние во никој случај не треба да се определиме за еден или за друг. Јас мислам дека е многу стратешко во интерес на нашата држава, на сите граѓани, ние да продолжиме да одиме со тие две нозе. Брисел и Вашингтон да ни се нашите две нозе кон патот на развивање на нашата држава. Малку околу можните последици. Пристапот Америка на прво место е всушност политика на изолационизам. Значи, кој ќе остави веројатно голем слободен простор на глобалната сцена, а и во земјава ќе се согласите дека гласот на Америка овде символично беше многу важен. Сега, кој ќе го пополнува тој простор ако тој остане празен, а некако личи дека може да остане празен? Па јас не би се сложил со вашата констатација дека се работи за изолационизам. Јас мислам дека се работи за друг вид на пристап. Како што спомнавте еден медиум, Гласот на Америка и други пристапи кои поранешните американски агенции, владата ги извршувале своите политики и ги спроведувале, мислам дека они ќе најдат замена за тоа, но сепак тоа е нивно внатрешно право. И слоганот кој го спомнавте, тоа беше предизборен слоган и пред се право на американските граѓани да се определат за една политика каде нели они се решија да на прво место биде Америка, па се друго. Јас мислам дека Соединетите Американски држави ќе продолжат да ги култивираат добрите односи со своите партнери секаде во светот, а особено во Балканот и со нас, така да ако гледаме низ таа призма, гледаме дека председател Трамп веќе има остварено неколку телефонски разговори, посети со Кина, со Русија, така да најавува дека не се работи за изолационизам, туку за друг пристап на решавање на проблеми.
Јас мислам дека Балканот... Не класичен изолационизам, повеќе во смисла на тоа, да речеме, утре американскиот амбасадор во земјава за што ќе зборува. Еве, доскоро, да речеме, беа многу гласни на теми од борба против корупција. Можете ли да си го замислите идниот американски амбасадор, еве актуелниот, веројатно таму до лето некаде ќе замине, дека повторно ќе биде активен и ќе зборува на тие теми. Некако не личи дека може така да биде. Ајде да чекаме, ве разбирам, но мислам дека може да се ублажи, но не да се радикално да се смени. Мислам дека таа танкер политика на Соединетите Американски држави сепак не може толку брзо радикално да се менува. Зашто тие не се само стратешки партнер на земјава, тие беа еден вид на морален вредносен светилник, да речем, кон кој што ние тежнеевме. Токму така. Сега дилемите се дали тоа се губи како една референца. Мислам дека не. Јас сум убеден дека тоа ќе продолжи. Ќе видиме новиот амбасадор кога ќе дојде или каков ќе биде пристапот. Сепак сме многу на почеток, уште не месец дена не се извршени од како тој е претседател на Соединетите Американски држави. Сепак јас сум убеден дека Балканот ќе биде дел од нивниот фокус и пристапот кон нашите земји мислам дека ќе биде конзистентен и ќе продолжи да биде таков каков што било и во минатото. Околу вредносните разлики, ќе можеме ли ние да продолжиме, еве вие, владата, да продолжите да зборувате за тоа дека ние сакаме во ЕУ, што се подразбира реформа во духот на вредностите кои што ги промовира Европската Унија, а во исто време да продолжиме да му аплаудираме на Доналд Трамп, со оглед на вредносните разлики или поимањето на некои вредности кои што остануваат очигледни. Ние треба да бидеме паметни и не треба да влегуваме во, како да кажам, во некаква замка каде би направиле разлики. Ние треба да се држиме до нашите вредности, а тие вредности ние и како држава и како граѓани сме ги граделе заедно со овие два главни партнери и мислам дека треба да останеме на тие вредности. Ако некој скршнува од тие вредности, ја мислам дека треба да продолжиме, но не гледам такво нешто или таков предизвик со кој би се справиле, дотолку што мислам дека и Брисел и Вашингтон нема да не постават пред предизвикот да се решаваме и да се одлучиме да продолжиме да одиме со едниот, а без другиот. Мала дигресија, но сепак мислам дека е во контекст на ова што го дискутираме. Ричард Гренел во една од своите последни објави, честитајки го денот на независноста на Косово, повикува на крај на, како што го квалификува, незаконскиот затвор на Хашим Тачи. И за тоа ги обвинува европејците. Што мислите вие за ова? Со оглед на тоа што, да речам, Албин Курти беше еден вид на ваш политички спонзор. Не, јас мислам, немавме ние никаков политички спонзор, но што се однесува до специјалниот суд што се одржува за водачите на ОВК, мислам дека тоа е целосно безпредметно. Се почна заради нешто и продолжи сосема друго. И во доказите и во постапката се гледа дека нема никакви докази околу тоа. Јас мислам дека таа војна беше чиста, беше праведна и мислам дека тие треба да се ослободат. Таму нема командна одговорност според мене. А ако некој се направил навистина некакво злосторство, треба да одговара некоја личност, кој да е таа индивидуа. Но што се однесува до таа војна, мислам дека Гренел тука е во право и јас се сложувам со него. Денеска слушнав цинични коментари на таа тема, дали може би во некој од следните објави ќе чуеме повик за враќање на Никола Груевски во земјава. Ако сега еве вели дека Хашим Тачи е незаконски затворен. Добро, не барам коментар од вас. Во врска со европските интеграции на земјава, доскоро тезата на нашата влада беше дека нема соговорник во Софија затоа што нема политичка влада. Сега се формираше таму политичка влада, изминатиот викенд на маргините на Минхенската безбедносна конференција се одржа и средба на шефовите на дипломатиите Муцунски и Георгиев. Исходот го знаеме, од бугарска страна е повторен ставот кој што го повторуваше и службената влада претходно, дека нема простор за ново
преговарање на тоа што веќе е договорено во јули 2022 година. Па сега логичното прашање е како понатам? Што понатам? Прво е добро многу што имаме нова влада во Софија, затоа што навистина техничката влада не превземаше чекори активни да се разговара. Мислам дека тие први средби не можеме да очекуваме веднаш голем успех на почетокот, но јас мислам дека добро е што се остварува таа комуникација и со заеднички пристап, со диалог, со отвореност, гледајќи на овој проблем, би рекол, или спор низ призма на заеднички интерес и на двете држави и на двата народи. Тука мислам на македонскиот и на бугарскиот народ. И во смисла на регионална сигурност, мислам дека е од заеднички интерес да пристапиме кон решавање на овој спор, односно да се тргне ветото, бугарското вето за отварање на преговорите на нашата земја со Европската унија. Мислам дека Бугарија ништо не губи од тоа. Напротив, јас сум убеден дека тие добиваат, но само треба да чекаме малку, време да спластне малце тензијата, да се разговара на масата со аргументи, да го сфатат и нашиот контекст. И мислам дека и Соединетите Американски држави, кога би се навратиле на првото прашање и одговор, и Брисел тука, ако помогнат малку, јас сум убеден дека само уште малку ни треба да се одврзе овој јазол за да почнеме да го решаваме и во однос на билатерализацијата, но во смисла на повеќе ми е во смисла на отварање на поглавијата, да ја фатиме Албанија што побрзо. И мислам дека тоа ќе биде многу битно за нашиот од кон Европската унија. Верувате дека се уште има шанса за да помине опцијата за уставни измени со одложено дејство, бидејќи тоа беше идејата што ја туркаше владата? Па мислам дека сите идеи треба да бидат на маса. Ако сме креативни и креираме уште други, што повеќе идеи се подобро за решавање, и мислам дека треба да дојдеме до нешто што е најдобро можно во моментов. Да, оти сигналите велат дека се на следната линија, дека на владата веројатно е веќе јасно дека тешко оти може да помине идејата за уставни измени со одложено дејство, но дека на масата има некакви други идеи кои што се разгледуваат и разговараат и кои што веројатно им се презентираат и на двете страни како некаков можен излез. Сега прашањето е колку, да речам, не треба да бидеме заложници на одредена идеја или од каде доаѓа таа идеја. Треба да бидеме волни да најдеме решение за спорот. И мислам дека тоа е нашиот главен интерес, кој да има таква идеја. Еве, бараме помош и од нашите пријатели во Брисел, во битните земји. Јас и лично, како што знаете, веќе 7-8 месеци ја развив многу таа парламентарна дипломатија која не беше во минатото развиена, токму во оваа насока, убедувајќи ги нашите пријатели да помогнат да се тргне таа последна препрека за да ги отпочнеме преговорите. А мислам дека ќе имаме уште понатаму време за разговори со Бугарија на сите теми, но не треба тие да бидат пречка за отварање на преговори. Инаку вие зборувате за бугарско вето, Бугарија вели топката е во вашиот двор. Вие, ако ги донесете уставните измени, ако ги внесете бугарите во уставот, втората меѓувладина конференција по автоматизам ќе се случи. Добро да, ако го гледаме низ цинизам, така би кажале. Добро. Изминатиот викенд претпоставувам дека имавте шанса да ги проследите пораките кои што дојдоа конкретно од панелот на кој што учествува еврокомесарката Марта Кос, нашиот премиерот на Албанија, Еди Рама на тема идно проширување на Европската унија. Еврокомесарката отворено повторно кажа дека Европската комисија би сакала до крајот на својот мандат, некаде таму пред крајот на 2029 да ги има завршено пристапните преговори со две, а можеби и со три земји. Двете земји се Црна Гора и Албанија, третата е Северна Македонија и рече, ако успееме брзо да напредуваме таму, тогаш мислам дека и таа патека може брзо да се движи кон завршување на преговорите. Но поинтересно е веројатно начинот на кој што на тоа реплицираше премиерот Мицкоски. Рече, со среќа на Црна Гора и Албанија,
советувањата за брзо членство, подсетувајќи на тоа како на нашава земја пред известно време и беше ветувано брзо членство ако го реши прашањето за името, па се реши прашањето за името и повторно не успеавме нели да тргнеме кон членство во Европската унија. Како го коментирате целиот овој контекст? Очигледно е дека доаѓаат пораки од Брисел за тоа дека наводно има нов моментум во процесот на проширување, но од друга страна, веројатно и владата има право да биде со недоверба кон тие пораки со оглед на искуството до сега. Токму така, мислам дека во право е премиерот Мицковски кога вели и кога го спомнува и се навраќа на Преспанскиот договор и големиот компромис кој го направивме за да се зачлениме во Европската унија во НАТО. Такво беше прашањето референдумско кое беше поставено. Така да понекогаш заради динамиката на политиките и случувањата се заборава на тој момент. А навистина никој од другите држави во Балканите, во сите држави во регионот, не покажале таква голема способност, капацитетност за такви големи компромиси. Еди Рамо беше со лаконски коментар на крајот, вели, ние можеме, кога Мицковски им посака среќа, рече, ние само две имиња прифаќаме, Соединетите држави или Канада. Добре, извинете. Да, и он кажа дека нели неговата коса побелелела од овој процес, така тежок е процесот и ние минуваме низ тешки процеси. Не е лесно да пристапиш кон менување на устав. Уставот не е само еден документ кој ги средува сите релевантни социоекономски, политички односи на државата. Тој е еден документ кој додава елемент на достоинство на една држава. И ние сме подготвени заради овој процес уште еднаш кога го менуваме уставот и никој нема никаква дилема околу тоа, но само сакаме да бидеме последниот пат кој се однесува на некакво вето или прашање кои се врзани за не копенхашки критериуми или билатерални прашања кои се засниваат на работи на идентитет, јазик и така натаму, кои согласни сме дека тешки се за решавање, немаме никакви или научни дефиниции што е точно идентитет, што е јазик. И ако сакате политички да се навратите на таа маса, тоа е порака дека не сакате да најдете решение. И затоа мислам дека треба да се навратиме на тоа. Нашето барање предвидливост, мислам дека е рационално. Нашите пријатели во Брисел... Рационално, но самиот процес е непредвидлив. Така е дефиниран процесот, европски, нели? Мислам, и вие знаете. Секоја земја членка има право на вето, огромен број пати во текот на пристапниот процес. Никој не знае утре која влада во Бугарија ќе дојде. Никој не знае во Германија која влада ќе дојде. Токму така, но ние не бараме предвидливост околу сите други теми што се однесува на сите други поглавја. Ние зборуваме да не стане процесот билатерален и да не се однесува на идентитетски прашања. Тука е проблемот да се најде решение. Инаку, ако некој не блокира затоа што не го владееме правото или немаме доволно голем капацитет на владење на правото, јас би се согласил дека секоја држава има право да постави вето во однос на таквите теми. Но не на... Бугарија тоа го нарекува добрососедство, прашање за добрососедски односи. Јасно е дека ни треба да се договориме околу термините, околу дефинициите, за што разговараме и мислам дека на добар пат треба да бидеме. Ќе се вратам прашање две порано. Мицковски очигледно не верува во пораките од Брисел за тоа дека има брза пруга кон членство во ЕУ. Вие верувате ли? Јас верувам, да. И не знам од каде го излекувате тоа дека он не верува. Па еве одговорот вчера на панелот, да речеме, добро, лично го следев така. Кога зборуваме за верување, тоа е многу субјективно чувство кое не би можеле да го вреднуваме од страна. Како и да е, од мојата перцепција и моето искуство кое јас го имам за овие 7-8 месеци контакти кои сум ги имал од Берлин, Париз, Стокхолм, Рига, Женева,
многу битни центри и многу влијателни луѓе од овие држави, имам чувство дека навистина сака да не видат во Европската унија и сака да ни помогнат и имаат разбирање за овој дел, би рекол, од предвидливоста која го бараме во процесот. Што значи застојот на европските интеграции за политичката структура вреди? Независно што сега имате специфична позиција на председател на собранието, да речем, која што бара департизираност, еден објективен пристап од таа позиција во однос на сите во парламентот, сепак вие потекнувате, доаѓате од таа политичка структура. 6 месеци за кои што првично зборувавте како некаков неформален рок во кој што сакате барем план да видите за тоа како би одела деблокадата, поминаа одамна. Сега, што значи сето ова за вас како политичка структура? Добро, јасно е, и премиерот Мицковски тоа го кажа, и на сите граѓани им е јасно. Вреди и денеска да има иницијатива и да се стават на гласање. Сите пратеници би гласале за уставни промени. Ние зборуваме за 80 пратеника. Работата е како да дојдеме до тие 80 пратеника. Па јас и за тоа ја прашав, вие зборувавте за план за деблокада, ние не можеме сега да видиме план за деблокада. Па гледате дека во владата се разговара, министерот за европски прашања Орхан Муртезани е многу активен. Тој е назначен за координатор или главен преговарач во овој процес, така да мислам дека со овие чести средби кои ги имаме навсекаде на министерот, исто така на министерот за надворешни работи, на премиерот, и јас како председател на собрание ги направив тие посети, мислам дека покажуваме доволна волја за дипломатска, во наводници би рекол, офанзива, за да го откочиме и одблокираме овој процес. И мислам дека на сите граѓани им е јасно, нашата желба е тука, ние даваме се од себе, но битно е мозаикот, како викаат, цело е кога има се. Имате ли чувство од внатре, бидејќи имате средби со политичките чинители во земјава, дека прашањето за евентуални уставни измени е веќе одложено за полокалните избори, дека веќе политичкиот процес е влезен во, условно кажано, рано пред избори? Го немам тоа чувство, затоа што, ви реков, ние работиме секојдневно на таа тема и ако имаме денеска добро решение, солидно решение, таа постапка може да почне веднаш. Мислам дека и ВМРО пред изборите тоа го има кажано и во нивната програма, дека мислам би пристапиле кон уставни измени ако има предвидливост и така натаму, така да немаме некоја препрека зошто не би почнале ако сме осигурани дека овој процес е на солидни шини, би рекол, или на добар колосек и дека сме сигурни дека можеме да продолжиме со патот понатаму. Го спомнавте Орхан Муртезани, пред известно време беше во посета на Атина, ви каже што му кажале на тема Преспански договор? Со партијец ви? Да, прво, нормално ние се слушаме и гледаме со него. Не ми кажа ништо освен тоа што го изјави јавно, а тоа беше дека Грција останува еден од најголемите поддржувачи на нашата држава во нашиот од кон Европската унија. Добил забелешки за тоа дека несоодветно се применува Преспанскиот договор од одредени носители на јавни функции во државата? Немаше нешто, не. А што се однесува до неговата комуникација официјална, тој е премиер, мислам има премиер, има шеф, да. Така да он таму, но нормално имаме комуникација и јас сум заинтересиран за добри соседски односи и со Грција, и со Бугарија, и со сите соседни држави кои ги имаме. Што мислите генерално? Дали коалицијата со ВМРО ДПМН го троши вреди? Па не верувам дека го троши. Јас гледам дека албанската опозиција се труди да прикаже една слика дека ВМРО е антиалбанска и дека вреди е нелегитимен партнер и дека кога не се они, дека не им е добро за албанците, но мислам дека тоа не е добра теза за воопшто за иднината на нашата држава. Ние не треба да етикетираме некој субјект, дали е албански или македонски, дека е
против државата или е против еден од народите. Јас не би сакал никогаш во таа призма да ги гледаме. Што мислите еве на пример за најавите за промена на државниот грб? Каков е вашиот став за тоа? Па од призма на председател на собрание не гледам дека има некоја иницијатива, кога би дошло би ја разгледале во таа насока и мислам дека како што е по деловник и по закон и устав, ако се бара да се менува уставот, се знае процедурата, јас би пристапил. Лично, каков е вашиот однос кон тој предлог, символ, да речем, тој што јавно циркулира? Мислам дека е сепак работа која треба лидерите да го разговарат помеѓу нив. Своевремено имаше информација дека ДУИ се согласила Да, во тоа да, време да. кога јасно беше, беше да. актуелно, пред 10 години е тоа. Они правеа и голема, како да кажам, пропаганда дека лавот е албански символ и така натаму. Јас не влегол во таквите дискусии, да се враќаме во хералдика или во историја, кои какви мислам старите нашите народи во антикитетот и во средовековието какви символи имале. Ние треба да разговараме денес што е добро за нашата држава, каква држава сакаме да градиме, каде ја гледаме нашата држава, кои вредности сакаме да ги имаме. Ако утре Мицкоски дојде и каже почнуваме процедура за промена на уставот, ќе ги внесуваме бугарите во преамбулата, но паралелно со тоа ќе го менуваме и државниот грб на начин на кој што еве вака циркулира јавно. Па затоа мислам дека треба да се отворат темите, не треба ништо, не треба да има некоја табу тема. Само треба да ги гледаме низ призма дали е тоа добро за државата или не. Да, ако Мицкоски ви каже, знаете, уставните измени за внесување на бугарите ќе бидат уште една голема фрустрација за македонскиот народ, дајте некако еве да му дадеме шанса и да се радува, да донесеме нов грб. Вие што би рекле на тие аргументи? Па јас лично значи мене ми е битно да успееме како држава сите заедно да одиме напред. Ако треба некоја цена да се плати за да се храни заедништвото, што јас мислам дека нашиот или нашето зачленување во Европската Унија би било во таа насока. Ние би го зголемиле кохезивното ткиво во нашата држава ако продолжиме да одиме кон тој пат. И оваа формула ви личи во таа насока? Па не знам сега дали е во таа насока, но се што е во оваа насока треба да седнеме да разговараме и да ги битно е нашите граѓани да бидат сигурни дека ова не го правиме за да му наштетиме на некого, туку сакаме оваа држава да успее, да биде членка на Европската Унија, да се развива, граѓаните да живеат добро во оваа држава, во однос на да има добро образование, квалитетно здравство, квалитетен воздух да дишеме, да го кренеме економскиот стандард и за овие теми да разговараме. Сите други теми треба да ги гледаме во оваа призма и оваа перспектива. Ако така ги гледаме, јас сум убеден дека ќе најдеме решение. Ако сакаме да се враќаме во рововите и да се гледаме едни на други низ други призми и објективи, тогаш мислам дека сме далеку од ваквиот пристап на изнаоѓање на решение. Уште малку од корпусот, да кажем, теми од меѓуетничките односи. Уставниот суд го укина така наречениот балансер, се разбира темелната уставна вредност за соодветна и правична застапеност е тука, таа постои, треба да се спроведува и имплементира како таква. Беше најавен нов закон за соодветна и правична застапеност. Дали сте во тек до каде е? Бидејќи одлуката на Уставниот суд беше некаде на почетокот на октомври, веднаш после тоа практично дојдоа најави дека се формира работна група, дека ќе се подготвува нов закон. Имате информација? Оваа тема ние сме разговарали и да останеше балансерот, но ние имавме идеја да донесеме или да предложиме закон за таа работа, затоа што беше евидентно дека тој закон или тој механизам, балансерот, не ги даде своите резултати, дотолку што во последниве години беше многу злоупотребуван. Така да мислам дека е правилна одлуката на Уставниот суд што
така одлучиле и ниту треба да ги коментираме, но мислам дека во призма на тоа дека ние сакаме вакво решение да биде законско тоа спроведено и законско решение да имаме околу таа проблематика, мислам дека сега со законот кој се спрема, многу брзо мислам дека ќе биде пуштен во собраниска процедура и се надевам дека, можеби, ајде да не прејудицираме многу, но март, април, мислам дека, јас сум убеден дека можеме да го донесеме. Навистина е во толку напредна фаза законот? Да. Па се работи одамна, ги консултират и експерти, има работна група, ги гледат сите аспекти, перспективи на тој закон. Сакаме да донесеме добро и издржано решение кое Тој повторно ги зема во предвид процентите од пописот? Не ги знам деталите, само знам дека се базира на уставното начело и амандман дека треба да има права и адекватна застапеност. Соодветна и правична застапеност. Да, соодветна и правична. Затоа што многу се битни термините, од време на време ние понекогаш само ги искажуваме, а не навлегуваме во содржината. На англиски еден збор, ако мислите на тоа. Да, правичноста е многу битно за еден процес. Ние не треба се да гледаме низ процес на проценти. И мислам дека треба да пополека треба да се надминеме себеси или тој процес. Значи, ниту едни према други, ниту ваквите битни процеси не треба да ги гледаме низ проценти. Туку низ квалитетната перспектива и димензија која луѓето го носат во јавната и државна администрација. Во собранието претседател активна иницијатива за интерпелација на 5 члена на судскиот совет избрани од парламентот. Ставот на Европската унија е дека се очекува од земјава да ги спроведува 40 препораки од извештајот на оценската мисија на Европската унија, а ова некако не е дел од тоа. Сега, како ја објаснувате целата оваа иницијатива визави извештајот на оценската мисија? Па, ако сакате подлабока реформа, нормално е дека судскиот совет е навистина една од клучните алки во овој правосуден систем. Јас не учествувам во креирање на таа политика или на таа длабока реформа, само низ призма на претседател на собрание го гледам ова како политичар, го кажувам. И мислам дека граѓаните знаат дека судскиот совет има голема важност во овој процес. И мислам дека понесениот ова е започнато тој процес за да направиме на сензибилизација и во судскиот совет за да почнеме од таму една по-длабока реформа. Но може ли во исто време ова да го имате и како обврска во, да речеме, реформската агенда? Го споменавме Орхан Муртазани, тој е координаторот на спроведувањето и на реформската агенда од планот за раст на Западниот Балкан на Европската унија. Значи, обврската да се спроведат 40 препораки од извештајот на оценската мисија на ЕУ е дел од обврските преземени со реформската агенда. Сега, наеднаш да се оди контра тоа. Па не се треба да се гледа комплементарно. Јас мислам дека ова би го забрзало имплементирањето или реформската агенда на сите други 40 препораки. Во таа призма го гледам. Ама кога го прашуваат, например, премиерот, добро, дури бидејќи нели по автоматизам, дури изгласан интерпелација не значи дека овие 5 мина заминуваат. Така, да. Евентуално нели треба да биде некаков апел до нивната совест, па ако сметаат дека треба да се повлечат, да се повлечат. Но кога го прашуваат премиерот е добро, а новите како ќе се бираат, вели па според постоечките закони. А токму дел од препораките на оценската мисија се да се смени начинот на избор на овие членови кои што доаѓаат од собранието, разбирате? Да, разбирам и во право сте, ни треба појасна слика и за јавноста и за сите стейкхолдери или фактори во државата, особено во делот на правосудството, за да знаеме каде почнуваме и каде сакаме да завршиме. Една работа е многу јасна. Ова парламентарно мнозинство сака добри и длабоки реформи во правосудниот систем и владење на правото. Се водиме од ова начело. И затоа, веќе
7-8 месеци работи оваа влада, новиот парламентарен состав и сме многу внимателни на оваа димензија. Не сакаме на брзина да избрзуваме за да не изнаоѓаме палиативни решенија од ден за два, па потоа пак да се навраќаме на... А не мислите дека сега тоа добие една друга брзина? Како некој да почувствува дека американците ги нема веќе или бареме некаков вакуум, интеррегнум, некаков додека новата администрација се воспостави, па да го искористиме овој простор и ако можеме да смениме членови на судскиот совет, ако може да го смениме државниот јавен Напротив, обвинител. јас мислам дека овие процеси треба да продолжат да се водат и да постојано да бараме помош, асистенција и од нашите пријатели. Соединетите американски држави имаат многу вложено и како знаење, и како финансиска помош за реформите во нашиот правосуден систем. И затоа ние треба да продолжиме да се консултираме со нив. Не да ги избегнуваме или да се радуваме дека они сега не сме во радарот на нивното внимание. Напротив, ние треба да бараме од нив да се вклучат и мислам дека само една поголема инклузивност на сите фактори, и домашни, и меѓународни, во смисла на давање на експертизи и искуства, но мислам дека и во нашата држава имаме доволно голем број експерти кои, ако се согласуваме околу начелото дека сакаме длабока реформа во насока на владење на правото, тогаш убеден сум дека ќе дојдеме до правото решение. Владата отпочна иницијатива за разрешување и на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Дали доколку пристигне предлог од владата за разрешување на Коцевски, а Советот на јавни обвинители претходно даде негативно мислење, вие како претседател на собранието таквата иницијатива ќе ја сметате за уредно? Потсетувам при тоа дека при изборот на јавен обвинител, позитивното мислење од Советот на јавни обвинители е императивно за владата да може потоа тие кои што ќе добијат позитивно мислење од Советот, еден од нив да го избере и да го предложи за избор во собранието. Прво, јас сум обврзан како претседател на собрание да работам по деловник и закон за собрание и устав. Ако до нас дојде иницијатива која е предложена од владата, најверојатно ќе треба уште еднаш подетално да видиме, но ние се носиме со процедурите кои ги имаме. Значи, потоа дали, например, ако се изгласа тоа и некој се повика на уставноста, тогаш уставниот суд е надлежен да цени дали собранието постапило согласно уставот и законот. Ние не цениме уставност, уредност, да. И уредност во процедурата. Ако владата ни достави уреден предлог кој ги исполнува нашите критериуми за работа во собранието согласно деловникот, ние тоа ќе го ставиме во процедура. Но мислам дека го разбирате, прашањето е принципиелно базирано на некои од законските решенија. Мене ми е јасно дека е многу добро што со новата промена што беше во 2020 година за избор и разрешување на јавниот обвинител се додаде уште таа компонента значи има 3 компоненти на избор и разрешување. И не случајно. Значи не случајно. И не случајно за да не може толку лесно и брзо да се менува обвинител. Токму така јас се согласувам потполно дека треба да тежнееме кон тоа. Значи тоа е една од најбитните функции во државата и затоа е многу битно да внимаваме да тоа да не се политизира, туку да дојдеме до решение кое е најдоброто можно во државата. Околу тоа како ќе се стигне до тој предлог. Да речеме, законот познава две основи. Вели ако сторил тешка дисциплинска повреда или ако е член на политичка партија. Се за Коцевски немаме слушнато дека е член на партија, дури ни од владата, од каде што потекне иницијативата, нема такви наводи, но сега прашањето кој ќе утврди дали сторил тешка дисциплинска повреда, разбирате. Веројатно има пак законска недореченост и така натаму. Да не прејудицираме. Еве да видиме, мислам дека е поднесено барање од владата до Советот на јавни обвинители, да видиме да... стигнато, мислам дека до таму. Од не, правда... имате информација? Немам информација. Мислам дека од правда се врати во владата и сега владата веројатно ќе се обрати до Советот. Барем до овој момент немаше. Да не прејудицираме, да видиме како они ќе се изјаснат, па потоа ќе
ќе видиме како владата ќе реагира на тоа, а ние како собрание ќе реагираме само врз базирани на Уставот и Деловникот. Ќе ги цениме процедурите дали се уредни по однос на Деловникот, Законот за собрание и Уставот. Уставниот суд неодамна поведе постапка за оценување на измените и дополнувањата на кривичниот законник од 2023 година. Ги знаеме, многу познати се, веројатно има свое влијание дури и на изборниот исход. И меѓу другото му даде рок на собранието од 6 месеци да се усогласи со стојалиштата на Уставниот суд или, еве со други зборови, да се обиде да го поправи тоа што е направено во 2023 година, иако е тешко тоа. Веројатно, како ќе се поставите како собрание? Па прво, немаме добиено ние такво барање, прво. Второ, не може Уставниот суд да му одредува на собранието како ќе работи и под кои рокови. Мислам дека тоа е одредба од нивниот нов акт кој што е донесен пред известно време и кој што ја регулира нивната работа. Да, нивната работа може да, ама не може со нивен акт да регулираат работа на друга институција. Да, ако вие не одговорите во тој рок, тие потоа веројатно ќе пристапат или кон поништување или кон укинување на мислам, измените. Не соодветен јазик и начин на комуникација, роковите, условувањата и така натаму. Јасно е дека ние имаме потреба за менување од тој кривичен закон и знаеме на каков начин беше донесен и само треба да дојдеме до квалитетно решение. Не така да си поставуваме услови едни на други. Како и да е, ние до собранието уште немаме добиено никакво барање од Уставниот суд. Добро, ќе го чекате, па ќе видите како ќе постапите. Сакам сега да ве прашам околу предлог составот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа е веќе на дневен ред на една од вашите пленарни седници. Кога стигна точката на дневен ред, практично таму ја прекинавте седницата. Зошто не сте сигурни во тоа дали имате мнозинство, бидејќи е потребно двотретинско и бадентерово мнозинство, при тоа од вкупниот број пратеници од немнозинските заедници? Не, ние имаме мнозинство, но сепак, како што и вие ја кажавте процедурата, не често, многу ретко во собрание има присутни над 80 пратеника, особено од мнозинството и сите пратеници од заедниците кои треба да гласат за тоа, затоа што за тоа треба голем бадентер, нели се, така се вика. Така да ќе треба да видиме кога се сите тука за да го изгласаме. Дали вие лично го сметате за соодветен предлог составот кој што е селектиран од соодветната собраниска комисија? Тука ќе дополнам со оглед на реакциите од Сдруженијето на новинарите, со оглед на реакциите од Европската унија, од амбасадата на Германија, која што пред известно време завршила твининг проект, токму со агенцијата, па важно е да има одржливост, нели, на дел од резултатите кои што се постигнати. Што се однесува до процедурата, јас сум убеден дека таа е испочитувана максимално. Мислам дека тоа се водеше низ Комисијата за избори и именувања. Ја започна процедурата, тие го водеа процесот. Јас како председател на собрание со мојот кабинет ја следевме процедурата, таа беше испочитувана до крај. Јас сум се сретнал и со овие меѓународни организации, фактори, амбасади и така натаму. Разговаравме, повеќе се работи за наводи и така натаму, за надписи новинарски кои не се секогаш, како да кажам, целосно издржани, ниту не се без никаква... Ние не сме, ние не сме големо општество, господине Гаши, се знаеме, еве јас потекнувам од таа заедница, да речеме, чувството е дека не беа селектирани најдобрите, туку дека сепак навистина станува збор за партиско-политички договор, во кој што меѓу другото се вклучи и СДСМ. Јас не ги знам сите лично, не можам да ги знаете. Како? Некои ги знаете. Многу малку. Например, ја знаете Нафија Салмани. Да, ја знам, да. Нафија Салмани е ваша сега, дали се уште актуелна или бивша сопартника? Па тоа е, мислам, не треба да се става етикета на еден човек како во едно време бил дел од некоја политичка партија. Но ако ја видите Нафија Салмани како после тоа, например, и последниве години, како не критикува и мене лично, и мојата партија, и сите други, значи не е човек кој може да заклучите брзо дека
дури јас можам да ви тврдам дека не е тоа не е некое партиско решение. Јас сум убеден дека тоа од моите сознанија не е нешто Ама што нели се разговарало. треба сепак да има луѓе кои што имале искуство во област на телевизија, на радио, Па ја на мислам дека Нафија радиодифузија. Селмани работи долго време во односи со јавноста во градот Скопје. Така да не може да го минимизирате тој ефект. Така да не би сакал да зборуваме за Пиарот е од другата страна на новинарството, не е новинарство. Разбирате, новинарството и пиарот се црно и бело. Ама мислите дека во Советот треба да бидат само новинари? Не. Па Не затоа велам мислам тоа, не. зборуваме Ни за сега не се само новинари. Мислам дека после долго време е добро што ќе имаме нов состав, а потоа јас мислам дека сите, и собранието, и владата, и сите ние треба да вршиме постојан надзор и притисок врз тоа тело, затоа што мислам дека може да биде има многу доцна ако штетата биде направена и вие сте свесен за Не, тоа. Например, мисла- има и Афрона врзи воли е исто така едно од решенијата кои што се коментираат и таа е меѓу 7 предложени. Знаеме дека беше кратко шефица на ревизорското тело за ИПА Да. и сега таму не можеше да остане затоа што не ги исполнуваше условите, сега ја предлагате за советот на агенцијата. неблагодарно е да медиумите. разговараме за други лица, а они беа присутни во комисијата, беа интервјуирани, Не беа беа прашувани. интервјуирани, не. праш- Само се представуваа. Па добро да они овие наводи ги искажуваат дека дали припаѓаат на една партија или не припаѓаат, кое е нивното искуство, така да би требало нив да ги прашате за овие искази и да се констатира во јавноста. Неблагодарно јас ниту сакам да играм улога на адвокат на некого или само мислам дека од аспект на собранието процедурата е испочитувана. Не треба, мислам дека пребрзо расудуваме, да не преюдицираме. Ајде да дадеме шанса на овој состав. Пак и- ќе ви кажам, мандатот им е 5 години, може доцна да биде. По година Па дена, не, ако мис- констатираме дека Не, добро дека е лош да ги состав следиме и избран. кои и ако составот не ги исполнува своите цели, тогаш треба да ги отповикаме. Слична ситуација имаше со Советот за граѓански надзор. Тој предлог состав никогаш не заврши на, не знам уствари дали го ставивте на пленарна, не го ставивте ни. Зошто? Па Зошто и сега не поставите слично? видете, во тие наводи имаше поголема аргументација. И јас лично и повеќе членови на ова парламентарно мнозинство сакавме да ја слушнеме јавноста, затоа што некои наводи беа повеќе аргументирани. Затоа сакам да ви кажам дека јас лично и ова парламентарно мнозинство има слух. Го слуша гласот на народот, ја слуша јавноста и кога нешто е издржано, ние тој процес го разгледуваме и Што ќе најверојатно правите? Да, што ќе правите со па Советот ќе за бараме граѓански? начин да можеби да отповикам уште еднаш нов оглас, нов процес или за Оти некој важно е тоа тело и тоа да профункционира. Долго време не функционира. Можеби ако за сите членови е во ред, ако има еден или двајца, ќе видиме, битно е да биде процесот кредибилен и на крај да нема големи критики, иначе никогаш нема да се сложиме за сите луѓе дека се најдобрите во едно тело. Нели се сложуваме за околу тоа. Секогаш ќе имаме разлики, субјективно гледање, тоа е релативна работа. Но битно е да нема голема фаленка, како би кажал, фалинка во еден процес или голем минус во еден процес. За тие работи треба да бидеме внимателни, да ја слушаме јавноста и треба да се враќаме назад, да се поправиме себе си. Полека привршуваме. Околу локалните избори, еднаш ги спомнавме во друг контекст. Премиерот пред некој ден даде изјава во која што рече дека ќе бидат во првата половина на октомври. Формално вие ги распишувате изборите. Кога ќе бидат, се знае ли? Па не сме разговарали околу тоа, изборите ќе бидат во роковите определени со закон. Значи, точно се знае во кој дел од времето треба да се распишат. Јас кога ќе дојде време за распишување, во согласност со законот и уставот ќе ги распишам изборите. Ви се меша премиерот во работата? Не, Со изјавата дека ќе бидат во првата половина Не, на воопшто октомври? не го гледам во таков контекст. Мислам дека
го зборел од аспект на законски рокови. Ви благодарам за овој разговор. Ми беше чест и задоволство, како и секогаш. Благодарам уште еднаш. До крајот гледајте Саботажата. Благодарам што бевте со 360 степени. Се гледаме в четврток во 20:15. Забелешките дека присуството на Таравари гаши на меѓите на инаугурацијата на американскиот председател било во основа рекреативно се делумно неточни. Делумно затоа што според сега споделените официјални информации, остварените средби ветуваат реализација на крупен проект, значаен за македонскиот гастротуризам. Дека има нова иницијатива, тоа да се организира и во Северна Македонија, да биде регионална, организација, што Молитвен поедок да се организира во Македонија? да, што би би бил повод да дојдат конгресмени, сенатори. Може би затоа тој што беше најгласен и ставаше рокови за важноста на евроинтеграциите. Поменува ставот, па за него приоритет се некои други теми и мерки. Оди зарем би било во ред пред светски лидери и високи представници од кремот на американската политика да се представиме со советски орнаменти, со музички стихови од комунизмот. Тоа прво мора да се подзачисти. Во минатиот период повеќе, така да речем, осетливи теми се ставаа под тепих и некако се скрива, не сакавме да се соочиме. Ние сме подготвени да разговараме за пакет на мерки, кои што се останати како нерешени во минатите 20-30 години и во пакет да ги решиме, зошто да не тука да биде и грбот, и химната, и 20%. Но што во таква ситуација ќе прават наследниците на Асном и на Илинден? При тоа се разбира дека не се мисли на СДСМ, туку на вистинските, иако што пред само 2 месеци понудија некаква национална платформа за македонско национално единство. Државните символи на Република Северна Македонија се држани од грб, знаме и химна. Секој акт на непочитување, оспорување, сквернавање, омаловажување, вандализам или обид за менување на внатрешен или надворешен план, собранието со индигнација и во целост ќе го отфрли и јавно ќе го осуди како смислен антимакедонски и антидржавен чин. Иако го премолчија стартот на газењето на однив исцртаните црвени линии, нуните поранешни сопартици не им забораваат. Откако тие почнаа да се оддалечуваат од доскорешните газди, сега покажуваат квалитет за препознавање на карактерните особености за кои до неодамна и самите не беа свесни. Оттаму доаѓаат на наредбите, а вазалите на знам ќе ги спроведуваат овие наредби, затоа што токму тие својата душа си ја продадоа на ѓаволот. Лоцираните реагираат на истиот начин како нивните социјалдемократи кон ДУИ, па соочени со истиот критички тон, наместо јасна артикулација и демантирачки аргументи. Тие навлегуваат во литературно објаснување на значењето на употребениот турцизам. Треба да се реагира и некој ако рече вазали. Го знам значењето во 3 го има во речник 3 значења, од кои третото е нечи слуга. Тоа мислам дека е навредливо. И на крајот, без навреди и омаловажување. Важно за јавноста е да се има храброст да се признае до кој стадиум на реализација на било што е стасано. Да, се согласувам, треба да се размислува на тоа прашање, но дефинитивно ќе ги известиме јавно граѓаните од кога ќе почнеме да размислуваме. Транспарентноста е важна и добро е што граѓаните навреме ќе бидат информирани. Ама не е баш наарно, ако се уште не се стигнало ни до првата фаза. Барем да е ставен прст на глава.